Со задоволство се слушнав денеска оваа вест дека за еден квартал имаме 0,5% намалување на невработеноста, тоа е за вториот квартал од оваа година, за периодот април, мај и јуни, што во однос на истиот квартал минатата година е намалување за 2,8%. Значи, втор квартал оваа година со втор квартал 2015 намалување за 2,8% или некаде во број на вработени е 21.000 ново отворени работни места, што ќе се согласите за една година е прилично сериозна бројка. Ова е значено од повеќе аспекти, а особено што се случува во период кога земјата се соочува со специфична политичка криза и тоа беше баш во месеците на нејзиниот тек кога на два пати се одвага изборите. Како и да е, важно е дека мерките што се преземаат од страна на државата, од страна на владата и што се преземаа во минатото ги даваат потребните ефекти и се отвораат се повеќе нови работни места. Направената добра бизнис клима е многу значајна и таа е предуслов за се друго што се правеше да даде резултат. Она што е исто така значајно е што заклучно со овој резултат и со оваа објава на намалување на невработеноста за 0,5 за само еден квартал, сега веќе невработеноста е 24%, беше некаде околу 38% кога ВМРО-ДПМН е презема владата во 2006 година. И бројот на ново отворени работни места е 160.000. Значи, ќе подсетам дека пред неколку месеци ние имавме отчет пред граѓаните, кои што и церемонијално го одржавме во салата Јане Сандонски. Во тој момент беше нешто над 150.000 ново отворени работни места, сега веќе е над 160.000 ново отворени работни места или вкупно во државата има вработено, регистрирани вработени над 720.000. За разлика од 2006-та, кога влеговме во владата, кога беа околу 560.000. Значи, 2006-та 560.000 луѓе во Македонија имале работно место, денеска 720.000 и плюс уште нешто, и околу 720.600 лица во Македонија имаат свое работно место. 160.000 луѓе повеќе се вработени отколку во 2006 година. Што се однесува до патот Гостивар-Кичево, јас ќе кажам прво дека нашата цел е да почне градба на нова траса на автопат Гостивар-Кичево, на чии што подготовки, преходни подготовки во смисла на различни постапки веќе се работи во Министерството за транспорт. Но со обзир дека овој проект ќе оземе неколку години, најпрви заради подготовките, а потоа и заради периодот за кој што треба да се гради, се работи за исклучително сложен терен, најтешкиот терен за градба на автопат во Македонија. Имајќи го во обзир тоа, се процени дека добро е во меѓувреме да се реконструира, да се обнови, да се рехабилитира постоечкиот пат помеѓу Гостивар и Кичево и за тоа веќе пред неколку дена се објави тендерот, се објави јавниот повик до компаниите што се заинтересирани да градат, односно да го реконструираат патот и да го целосно обноват. Вредноста на оваа инвестиција ќе биде 7,3 милиони евра, плюс 1.300.000 евра за реконструкција на мостовите, тендер кој што ќе излезе на почетокот на следната недела. Се заедно вкупно реконструкцијата на патот и реконструкцијата на мостовите Кичево-Гостивар ќе изнесува 8,6 милиони евра. Инвестиција која што ќе дојде добро, затоа што градбата на новиот автопат, без разлика на кој начин ќе се гради, дали со јавно-приватно партнерство или со повлекување на заем, ќе земе повеќе години, ќе земе сигурно 3, 4 или 5 години и добро е во тоа меѓувреме овој пат кој што сега не е баш во добра состојба да се обнови, за да може граѓаните и туристите кои што го користат при одење во Охрид да имаат подобри услови за патување, побезбедни, покомфорни и така натаму.